Къде стигат мечтите от тук насетне? Muito obrigado. Agora é focar, né? Temos 2 decisões, estamos mais perto do nosso sonho possível. В крайна сметка, извинявам се, благодаря за поздравленията. Имаме още 2 срещи, за да изпълним и така мечтите и сънищата си. Най-смелите си мечти. Беше много интересен матч, кара гол, пропусна поне 3-4, удари града. Колко можеше да вкараш днес или един стигаш? Você poder fazer gol ou é bastante? O primeiro gol foi um gol muito bonito. Tive a oportunidade de fazer mais 2 gols, mas eu tô me cobrando muito que eu tenho que concluir essas jogadas com um gol. Аз също така много съжалявам, че не можах да завърша така двете чисти ситуации, едната в градата и другата с второ мое попадение. Първия гол считам, че беше много красив. Така терена беше между лош и трагичен. Ти доста пъти падаше. Това ли беше причината? Esse foi a razão que o campo foi ruim. Não, Você escorregar, como eu falei ontem, o campo e o calor estava ruim para os 2 lados. A gente soube se adaptar o mais rápido possível pela atmosfera e pelo gramado. Не мисля, както казах и вчера на пресконференцията, температурата и терена са еднакви за двата отбора, трябва да се адаптираш и да играеш по най-добрия начин. Рейналдо, когато разбра, че ще дойдеш да играеш в Левски, очакваше ли, че ще играеш в отбор, който ще се бори за груповата фаза на Шампионска лига? Sim, desde a primeira conversa, o clube passou os objetivos claros que queriam na temporada. Eu sabia que um deles era jogar alguma competição europeia, a gente concluiu isso. Agora temos um sonho aí que é a Champions League clara, que é o playoff. Да, разбира се, още в предварителните разговори относно моето преминаване в този клуб знаех за високите цели, които си поставя. Сега успяхме да стигнем до тази фаза на плейоф на Шампионската лига. Левски игра на над 4500 км от своя град и все пак имаше хора, които ви подкрепяха. Какво искаш да кажеш на всички левскари по целия свят? Para toda a galera do todo mundo. Quero agradecer o apoio do torcedor, que eles são os nossos 10º jogadores dentro de campo, assim, dentro de casa e fora deles, sempre estão comparecendo. Quero agradecer mesmo a torcida. Изключително благодарен съм и винаги ще бъда благодарен на публиката, защото те са 12 играч, независимо къде играем, в къщи или навън. Предполагаш ли, че сега матчът ще бъде на националния стадион Васил Левски, че и там ще напълни публиката стадиона и ще ви подкрепи срещу АЕК? На плейоф дори да дошли. Sim, eu espero que seja lotado para fazer uma linda festa da torcida. Очаквам да се напълни, а ние да може да направим, да ги накараме да празнуват с нас. Чудесен подарък за твоя рожден ден, да си жив и здрав и много успех с екипа на Левски. Какво означава тази победа за вас? Прво благодарам за честитката за мојот ројен ден. Мислам дека нема подобро чувство и подобар подарок од тоа што го постигнавме денеска. Дојдовме со таа цел да победиме и да се пласираме во плейофот за Лига на шампиони. Мислам дека тоа го остваривме, тоа е голема работа за сите нас, за сите во клубот и за сите наши фанови. Елиминирахте 3 шампиона на Босна и Херцеговина, на Румъния, сега на Казахстан. Докъде стигат мечтите? Не е забрането нели да мечтаеме и да се надеваме. Работиме напорно, работиме секој ден. Секој ден имаме се повеќе и повеќе самодоверба. И не знам докаде ќе стигнеме, се надам дека со малку среќа можеме да направиме нешто уште поголемо. Имаше ли моменти, в които да се притеснявахте, че може да изравнат, да ви създадат проблеми или бяхте много спокойни? Не би кажал дека бевме загрижени. Повеќето од времето бевме нели многу спокойни и верувавме во тоа што го правиме. Може би малку невообичаено за нас, немавме голем посет на топката во прво и во второто полувреме, меѓутоа нашата цел беше да победиме и да се пласираме понатаму и тоа го овозможивме. Как се играе в такова тежко време? Беше много горещо, буквално пареше вятъра. Времето беше исто и за нив и за нас, исто како и теренот. Теренот беше многу лош, морам да напоменам. Меѓутоа, видите, можеби тие беа во мала предност затоа што тие се навикнати да играат на вакви временски услови, меѓутоа немаше некој големо значење. Приятно ли е усещането, че заради вас ще се чуе химна на Шампионска лига на националния стадион и доколко важно е подкрепата на феновете да го напълнят още във вторник?
Искрено да кажам, јас никој пат во животот не сум играл пред такви фанови. Мислам дека тие се неверојатни, доаѓаат на секој натпревар во огромен број, било дали да играме на домашен терен или на гостински терен, тоа е нешто неверојатно. А тоа што ќе се чуе химната, тоа е нешто големо за сите нас, и за фановите, и за нас играчите, и за стручниот штаб, и за сите луѓе кои што работат во клубот. Мислам дека тоа е еден огромен мотив да дадеме се од себе и да пробаме да влеземе во групната фаза.